Од 2007 кога започна организирана кампања од представници на институциите на државата, хомофобична кампања, започна и таа ЛГБТ програма во рамките на Хелсиншкиот комитет. За жал, тогаш не можевме ни да предпоставиме дека до 2013 година ќе не само што не можеме да се бориме за подобрување на состојбата, туку дека ќе стигнеме толку назад да сега зборуваме за право на живот. За жал, во 2013 година, уште од 2012 и во 2013 година, ЛГБТ центарот, заедницата, други организации, ЛГБТ активисти трпеа свирепо насилство. При еден од нападите во јуни минатата година, внатре во центарот имаше 40 луѓе кои не беа заштитени, иако беше направена безбедносна проценка, беше известено МВР и беше побарена заштита. Доколку нешто се случеше, тоа ќе беше масакар. Јас не знам кој ќе ја преземеше таа одговорност. Правата не само што не се подобруваат, наназад хронологиите кои ние ги правиме сега, после сите овие години, не само ние, и другите организации кои работат, верувам дека Ирена ќе каже можеби нешто повеќе и од коалицијата, покажуваат патерн на однесување, покажуваат не само организирана хомофобична кампања, туку можат да се видат фазите, надградувањата и на каде оди. Тоа е толку организирано што веднаш кога ќе ги споите сите тие случувања, веднаш се гледа една организација која стои зад сето тоа. Не е тоа случајно, не е тоа израз на негодување на граѓани и спонтано протестирање или напаѓање, туку тоа е една организирана кампања која директно ја водат представници на институции на државата. Тоа е незамисливо во една современа демократија во 21. век. За било која група општествена да се работи. За жал, ние тоа го доживеавме. Она што цело ова зло произлезе како добро е самата заедница што се здружи, организации што се здружија, коалицијата и Субверзивен фронт, заедно со нас направивме и мрежа за борба против хомофобија, што е знак дека конечно во заедницата сваќа дека нема кој друг за нас да се бори. И тоа е доброто во цело ова зло. И тоа е нашата порака. Ние сме тука и нема да исчезнеме.